Почитувани, добро дојдовте назад. Партизирана, неефикасна и под влијание на политиката. Вака накратко, граѓаните оценуваат работата на администрацијата и јавниот сектор. Токму проблемите во јавниот сектор и колку е тој сервис за граѓаните, ќе продискутираме денеска со нашиот гостин во студиото. На наше задоволство во студиото на Утрински печат денеска е Искра Балчева-Ристовска, програмски директор, координатор во Центарот за управување со промени. Искра, добро утро и добро дојде. Добро утро, ви благодарам за поканата. Секогаш ни е чест. На самиот почеток да им објасниме на нашите гледачи дека доаѓате од организација која што ги мониторира од блиску, можеме така да кажеме, работата на јавниот сектор, односно на администрацијата. Вистините ли се овие наводи кои што пред малку ги споменав во однос на администрацијата? Дали е таа партизирана и дали е таа вистински сервис за граѓаните? Ова е едно од главните прашања за кои се дискутира во општеството, не само внатре меѓу граѓаните, туку и со меѓународната заедница, како што знаете. Центарот за управување со промени, каде што работам јас, долги години работи на проекти на добро управување, односно се обидува да воспостави систем на заслуги пред се во јавниот сектор, но и секакви практики на добро управување во јавниот сектор, нешто што би требало да придонесе за подобра сервисна ориентација на институциите. Она што вие го констатираат граѓаните секојдневно и ние го констатираме како стручна, да речеме, јавност, преку нашите следења на работата на јавната администрација, но она што ви реков исто така и меѓународниот фактор, односно Европската унија го забележува како недостаток во секој континуирано и тоа веќе со години во секој извештај за напредокот на државата. Партизираноста од друга страна е многу, да речеме, забележителна од граѓаните, од страната на граѓаните. Граѓаните цело време ни замеруваат дека им треба некој за да завршат работа во сите институции и тоа е она што наједноставно кажано е нивниот проблем. Така. Јавните услуги се во центарот на вниманието во современото општество поради што нивната достапност понатаму се мери колку е успешна една држава и колку таа може да напредува. Во Македонија па и константно, речиси на секоја недела, овие работи се демантираат, излегуваат секакви видови на афери, секакви видови на некакви пропусти во овој сектор за граѓаните, каде што, еве, можеме да го прокоментираме последниот пред да пристигнете овде во студиото, дека во општината Ѓорче Петров, известна некоја Ивана, јадела и пиела на општински пари на градоначалникот. Како овие скандали проаѓаат и се на главните насловни страници во медиумите во земјава? Видете, секојдневно се соочуваме со вакви случаи. Ова е нешто што пред се ги иритира граѓаните заради тоа што јавниот сервис е платен од нашите пари, преку нашите даноци. Она што ние го бараме како граѓани е добри услуги од институциите. Кога ќе видиме ваков случај, прво си велиме зарем таму одат нашите пари, но суштинското прашање е дали нашите пари кога ги плаќаат луѓето кои работат во институциите се вложени во нешто што нам ќе ни даде плод, не дали тие јаделе и пиеле, туку дали испорачале она за што се вработени. Токму така. Значи, клучното прашање е како работат институциите. Ние гледаме дека имаме недоволен квалитет на услугите и гледаме дека огромен е бројот, цело време се зголемува, што значи дека на терет на граѓаните се е финансискиот терет, а од друга страна не сме задоволни со услугите. Тоа е се она обратно од она што го кажуваше и оваа влада и премиерот Ковачевски при неговиото доаѓање на функцијата, околу што тој се заложи дека за 30% ќе се намали всушност администрацијата. Да, мислам дека во нивната програма стоеше дека за 20% ќе биде намалена. Значи оптимизацијата на администрацијата е нешто за што и ние се залагаме. Една добра страна е дека сега во новиот предлог на законот за административни службеници има некаков напор да се направи, да се овозможи оној природен одлив на луѓето од администрацијата. Ќе видиме тој е само нацрт закон, би требало да биде донесен бидејќи е ветување пред Европската унија. Така што има некои напори за рационализација, од друга страна тече и овој процес на реорганизација на државната управа. Таму има многу исто така негодувања од страна на граѓанскиот сектор, бидејќи увидовме многу недостатоци. Што се конкретните проблеми кои што вие ги посочувате во тој сегмент?
Видете, таму најголемиот проблем е дека немаше инклузивен процес. Значи, сите процеси во институциите ние бараме да бидат малку поотворени за да можат да ги слушнат потребите, па и нашите стручни мислења. Реорганизацијата се направи во еден релативно затворен процес, дури е помината како некаков си предлог на Советот за јавна администрација, а немаше инпут од наша страна. Проблемите се тука дека се спојуваат, односно се раздвојуваат одредени институции без доволно оправдување. Сега ние знаеме дека треба да се рационализира јавниот сектор во однос на тоа дека има премногу независни институции. Тие би требало да имаат по-сериозни линии на отчетност кон врвот, нели, за да знаеме што испорачуваат, но од друга страна имаме ние и политички причини зошто некои од институциите беа поставени како независни, така што не може туку така сега преку ноќ некој проект со странски експерти само да ни даде насоки дека овие работи би требало да се сменат. Од друга страна и беше кажано пред некој ден од страна на заменичката на премиерот која е одговорна за политики за добро управување, дека ова се два процеси кои паралелно треба да се тираат. Едниот е реорганизацијата на институциите и другиот е оптимизацијата во однос на бројот, така што тие двата се неопходни за подобра испорака на услуги. На резултати, токму така. Транспарентност очигледно на институциите дека е проблем, меѓутоа ајде да продискутираме околу професионалноста на институциите, меѓутоа и на кадрите кои што работат таму. Ги споменавме овие афери, меѓутоа и оној обичен граѓанин кој ќе појде на шалтер, услугата кога ја добива, најчесто коментарите нивни се дека работникот, односно административецот недоволно го разбрал граѓанинот во однос на кое е прашањето, кои му се неговите барања, потаму и нели се успорува цела онаа процедура. Имаме ли професионална администрација и како овие кадри се ставаат нели на тие раководечки позиции? Да, два аспекти се во однос на работата на службениците во институциите. Едниот се вработените, кои би требало да бидат вработени по воспоставениот систем на заслуги. Ние имаме еден комплексен систем на вработување во јавниот сектор, особено во јавната администрација, кај што имате и тестирање, па имате интервјуа и така натаму. Но секојдневно гледаме дека, мислам, бројките се зголемуваат, од друга страна повторно не сме задоволни, еве ова се реакциите на граѓаните. Но сепак системот и на оценување на вработените внатре е воспоставен и тој постои и се користи. Така што раководителите ако сакаат можат да ги оценат вработените внатре, па дури имаат механизми, нели, ако треба да се примени некоја казна, ако треба, нели, да бидат оценети по-слабо и така натаму, за да може да има некоја реперкусија и на долг рок подобрување на работата на институциите. Од друга страна, ова го немаме за раководните позиции. И тоа се обидовме ние да го направиме и 2018 и 2019 година заедно со Сигма, Центарот за управување со промени и заедно со Министерството за информатичко општество и администрација работеше на изработка на законот за висока раководна служба. Тој треба да воспостави систем на вработување на овие раководни позиции пред се на директорите на агенциите и органите во состав, како и државните секретари по министерствата и секретаријатите. Тие би требало да бидат вработувани по ваков потранспарентен начин заснован на заслуги. Ова сега го немаме и ние кога има избори после тоа кога се менуваат тие шалоните и на директорите и на тие се поставуваат само и единствено по партиска линија. Она што недостасува и ние еве ви кажам, го работиме заедно со Европската унија и веќе беше направен еден нацрт уште пред пандемијата, беше дури во собраниска процедура. Тој треба да воспостави и вработување на овие раководни кадри по ваков систем на заслуги, но и следење на нивната работа. И ова што велите утре ако испорачува или не испорачува институцијата, ние би требало да го видиме и како одговорност на раководното лице, а не нивно изземање и само спуштање на топката на квалитетот, да речеме, ке вработените. За одговорност би требале да одвоиме цела емисија да збориме на административните, односно на директорите и оние надлежните. Таа некако изостанува во сите приказни кога ќе испливаат и скандалите и нели пропустите на администрацијата. Но меѓутоа искрено да би сакал да те запрашам нели за онаа проблематика која што е актуелна и за администрацијата. Периодов во земјава се очекуваше, односно пристигна специјален тим за санкции од САД во однос на корупцијата. Претходно премиерот Димитар Ковачевски јавно кажа дека има корупција во земјава, меѓутоа кажа, посочи граѓаните доколку најдат на корупција на шалтерите, тие да ја пријават.
Колку е корупцијата на шалтерите нели во администрацијата присутна како прво и второ, дали со оваа некаква изјава на одговорните од владата се префрла топката на граѓаните, ако знаеме дека корупцијата е во оние највисоките ешелони. Говорам за јавните набавки, говорам за оние договори кои што се со поголеми финансиски импакти. Ние како граѓани, нели, може само да претпоставуваме се дека судот не потврди дека навистина имало корупција, може да имаме перцепција за тоа дека корупцијата е на одредено ниво. Кај граѓаните по однос на податоците од истражувањата се покажува дека тие перцепираат дека корупција постои на ниско и на високо ниво, но повторно ќе кажам судовите се тука за тоа да го потврдат. Од друга страна, ваквите изјави не се добри заради тоа што мора да постои политичка одговорност и мора да постои, повторно ќе ја споменам, заменичката на премиерот Грковска, која рече дека индивидуална одговорност треба да постои. Сега, корупцијата, да, присутна е и ние, да речеме, работиме на повеќе аспекти. Може да се работи преку различни политики на добро управување. Едно е транспарентноста, да речеме. Колку повеќе се отворени институциите, толку повеќе нели, тие ќе знаат и дека се под надзор на граѓаните, па и под надзор на другите органи, за да може да работат согласно правилата, нели? Од друга страна е дигитализацијата. Ако нели се воспоставени дигитални евиденции на се што се работи во институцијата, тогаш и вработените ќе внимаваат што прават, но и раководните лица исто така ќе знаат дека се контролирани и секој нивен чекор е некако евидентиран, така што овие сите процеси би требало да бидат врзани и паралелно да одат се во насока на намалување на корупцијата во институциите. И сосема на крајот уште едно прашање, нели, во однос на времето и на интересот на другите гости. Дали мислите Проштевате, дека дигитализацијата всушност ќе ги скрати крилјата на корупцијата? Дали преку онаа дигитализација која што сме влезени во процес како држава, условно речено, пред се ќе подобри транспарентноста на институциите, граѓаните ќе добијат сервис, меѓутоа и она најбитното, најважното ќе скрати корупцијата во јавниот сектор. Апсолутно е покажано дека да, дека со дигитализација, значи следејќи ги примерите на поразвиените држави, навистина се намалува корупцијата. Она што ви реков, секој вработен кога ќе знае дека секој негов чекор е евидентиран во време и во точна интервенција по однос на документ, по однос на, не знам, увид во податоци и така натаму, секој повеќе ќе внимава бидејќи ќе знае дека е под надзор. Од друга страна нема да може нели да бараме пријатели за да завршиме работа, бидејќи секој оди преку некакви електронски системи. За жал нема многу голем напредок бидејќи од воспоставувањето на овој националниот портал за услуги денеска гледаме само 227, мислам последниот податок беше на електронски услуги, но ова е нешто во што државата треба да инвестира за да може да нели да се бориме против корупцијата и секако да ги подобриме услугите, мислам. Колку е тоа реално? Па реално има влезени во тој процес, меѓутоа кај нас во државата се одовлекуваше влезот во НАТО, се одовлекува нели аспирациите наши за Европска унија, меѓутоа на домашен план сите оние проекти кои што ни се важни и круцијални се одовлекуваат. Колку е реално ова да го... За жал, очигледно дека има обструкција од внатре. Многу големи средства се вложени во дигитализација, значи пред се во големи системи, но и странски пари во проекти конкретно за дигитализација на услуги. Ние до сега не видовме кој знае колкав ефект за граѓаните, но од друга страна ова е неминовен процес. Мислам, ние сме сепак дел од еден глобален свет кој е денес дигитален и мислам дека секако одиме натаму. Потребна е поголема политичка волја, но и од високите и од пониските ешелони, бидејќи вие знаете, мора да биде поддржано од внатре од службениците. Доколку системите се совршени, а внатре службениците не ги користат, тогаш нема никаква корист од нив. Од друга страна, системите нема да бидат воспоставени ако не се поддржани од политичкиот врв. Така да овој некој магиосен круг. Но мислам дека сме натаму тргнати и сепак е неминовно, заради тоа што, пак ќе ви кажам, и големи се инвестициите и големи се очекувањата од државава сега да покаже некаков напредок во овој аспект. Да се надеваме дека овие последни зборови ќе ги слушнат надлежните и ќе направат нешто подобро за сите нас. Искра, оде ти се заблагодарувам за твоето гостување во Утрински печат, па се гледаме во некоја наредна прилика. Ти благодарам. Ви благодарам и вам.